Моето патешествие низ Македонија ете ме донесе во југозападниот дел во регионот Преспа. Дојдов во Преспа поодблизу, како што се вели, да се запознам со незиното минато, сегашност и, ако може така да речам, незината иднина. Наминав да прочитам низ незиното време и простор, да го видам едно од многуте совршени нешта што ги создал Господ, од неговите поројни солзи радосници кои паднале и се стркалале во овој дел нова парче земја и врз народот кој со векови живее на ова парче земја, кое се вика Македонија, а себе си од памтивика си се нарекува македонски, да се воскитам од убавината на собственото дело на Создателот, регионот Преспа, поточно речено Долна Преспа, каде што окото на секој добронамерник долж регионалната патна делница Ресен Маркова нога, во менатото попознато како пат Вија Епирича, наоѓајќи се на потегот меѓу селата Долна Бела Црква, Подмочани, Грнчани, Рајца, Асамати, Претор, Сливница, Крани, Штрбово, Наколец, не може а да не го забележи и селото Љубоњо, распослано во подножјето на Баба Планина, со куќите наредени како монистра на Ѓердан, чиј бисер е прекрасното здание манастирската црква Свети Петар и Павле, која од утро до вечер раскосни блеското под зраците на преспанското сонце. Почитувани мои, како што и самите знаете, низ децениите кои што помина и после поминати скоро околу 300.000-400.000 километри, стариот мој олдтаймер, джипот од марката Камаз, го остави малку да поодмори. Малку и тој да се соземи, затоа што ќе го чека долг пат таму за разима. Ете, мојот верен пријател, рускиот джип од марката Камаз, се за сега така речено го ја замени со новата марка, тоа е познатата марка Opel. Да ви кажам реално, ова марка ми се бедница затоа што преде како сенгерица. И уште нешто едно би рекол, нема да ми замерите, ова марка Opel ќе ја користам по овие наши убави села во летниот период, а се разбира и стариот джип од марката Камаз, ќе патуваме со него заедно во зимскиот период. Да сте ми здрави и живи, одиме во селото Љубоња. Наминав и во Љубоњо мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за Љубоњо низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите љубојчани, раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти, кои за голем број прашања, изнесени делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборавот. Почитувани мои, моето патешествие по руралните региони во Република Македонија, поточно кажано по заборавените села низ Република Македонија, ете ме донесе овдека во Преспа. Ме донесе во Преспа да направам еден нов документарен серијал за областа Преспа. Како што напомнав, овој серијал го почнувам од овде, од селото Љубоњо. Наминав во ова село со моите долгогодишни пријатели, а пред се соработници на продукцијата Марио Филм, Драги Миновски и Димче Ковиловски, кои што, како што самите знаете, како соработници на продукцијата Марио Филм се повеќе од една деценија. Почитувани мои, ве поканувам заеднички да ја проследиме ова документарна репортажа за самата Преспа и за селото Љубоњо.
Почитувани љубители на документарните репортажи на продукцијата Марио Филм, еве на овој денешен жежок ден, би рекол јас убав ден, бидејќи јас да ви кажам искрено летото многу повеќе го сакам отколку зимата затоа што е топло. Имаме убава шанса да прошетаме по овие наши убави македонски предели, конкретно во Преспанскиот регион, односно патуваме за селото Љубоњо, каде ќе направиме една документарна емисија репортажа за животот и за начинот на гледање на секојдневието на луѓето кои што останале да живеат во ова населено место. Господин Ковиловски, еве неколку години заедно крестариме низ селата во Република Македонија, се разбира и со нашиот заеднички пријател и другар Драги Миновски. Еве овие изминатите неколку дена бевме во кај нашите македонци во Мала Преспа во селото Туминец. Може да ми кажеш кои беа твоите впечатоци за во селото Туминец, како не пречека, како е животот во селото, дали постои разлика помеѓу тие македонци и ние македонци од таа страна на границата и од оваа страна на границата? Јас бев баш воодушевен, прејќи јас пред 30 на години, кога беше Љубе Бошковски, додовме ние тогај, беше и Тодор Петров, и самите тие кажува, тоа беше стварно ужасна работа. На Рогузини лежеа, куќите ме покриени со слама, многу бедно не видов тој, немаше ни трактори, ништо. А сега, на жалост, ние сме со 30, да претерам и 50 години, поназад сме вратени, мислам, во Централна Македонија по моје, него тие таму се. И ме воодушевуваат што право и чисто зборуваат почесто од нас македонски и големо гостопримство има. И тој ми остана впечаток мене, да можам да прикажувам не само овде, тоа ќе го видат и други. Не можеш да го пренесеш ти него што можеш да го доживееш она што. Затоа што што забележавме е тоа што млад свет лични, убави што се вика и она што спомна го има задржано архаичниот, историскиот, така да речем, мајчин македонски јазик, а и селото наликува на една градска населба кој што може да позавида и дојде на села на Македонија. Апсолутно, апсолутно. Сега ќе одиме за Љубоњо. Да. Моето патување низ Божиот и земен рај, Преспа, низ незиното време и простор, низ незиното минато, сегашност и иднина, низ овој Божи и земен рај кој го создал Господ, а и Божи и земен рај кој се Создателот му го дарил на селото Љубоњо, каде што ќе можете да уживате и вие, драги мои, низ оваа репортажа, не ќе можев да ви ја пренесам ако ова мое ново патешествие не беше срдечно поддржано од бардот на македонското новинарство, публицистика, наука, познат во меѓународната културна и научна јавност, по бројните публицистички, новинарски и научни трудови, посветени главно на животот на македонците во светот, во чии него творички опус од 40 дела, посебно внимание заслужуваат книжевните изданија Македонците во САД и Канада, македонски Холхаус, како и големиот број на монографии, лексикографски изданија, преводи, добитник на голем број награди и признанија, меѓу кои и наградата Крсте Петков Миширков, од Сдруженијето на новинарите на Република Македонија, господинот Славе Николовски Катин, каде што продукцијата Марио Филм направи аудио-визуелна документарна патописна репортажа за селото Љубоњо, вклучувајќи ја и долгогодишната манифестација Преспански вечери на поезијата, која се одржа во приклучерината на Илинден на 1 август ова 2021 во Господово лето во Љубоњо, во чест на одбележувањето на 118 годишнината од македонската Илинденска епопеја.
Почитувани мои, пред да ви пренесам дел од поетската манифестација Преспански вечери на поезијата, во која што настапија бројни поети од Република Македонија, на околу 2 километри од големото Преспанско езеро, а на 30 километри од Ресем, во западните пазови на планината Баба, во долниот тек на живописната долина на водоносната брза и бистра Бракинска река, кај љубанци позната и по името Стара река, потонато на двата брега на реката, во мноштво на диви и питоми растенија и пријатниот шум на гората, на околу 1000 метри надморска височина, се разпостила живописното село Љубоњо. Селото се граничи со Стрбово на север, со Брајчино на исток, со селото Долно Дупени на југ и селото Наколец на запад. Љубоњо е старо христијанско село во кое од секогаш живееле православни македонци. За потеклото на името на Љубоњо сведочат трите легенди. Во преданието кое се уште е живо меѓу мештаните од ова село, Љубоњо го добило името по љубовта која се развила помеѓу едно лично ергенче од некогашното село Калинци и личната мома од некогашното село Кујчишта. Арно ама, во тоа време мештаните од двете села не дозволувале меѓусебно армасување, затоа што мештаните од двете села биле раскарани. Арно ама, големата љубов меѓу личното ергенче и убавата мома била посилна од раскараните селани од двете села и тие решиле да се земат и си заминале во близина на Стара река, денеска позната како Бракинска река, каде што среќно си живееле, а местото каде што си свиле топло огниште го нарекле Љубоњо. Според втората легенда, селото Љубоњо го добило името според многу вековната меѓусебна почит што ја имале новите доселеници, чија питома долина на реката Стара река ја заселиле од некогашните села Калинци и Кујчишта. Третата легенда говори дека селото Љубоњо го добила името по прво населената девојка од селото Калинци, која прва изградила мејана во долината на Стара река, мејанџиката Љуба, која во незината мејана таа населаните од селата Калинци и Куќишта им точела одлежано рујно вино, набрано од незините лозија, распослани низ сончевите питоми падини по долината на Стара река. Љубоњо е село од собран, дури збиен тип со околу 350 куќи. Според групираноста на куќите, селото се дели на повеќе поголеми мала: Чифличка, Пашариковска, Илиовска, Семеновска и Бубитковска, попозната како Лембовска и Поленска, која ја сочинуваат Кондовската и Лумбаровската мала. Љубоњо имаше преку 3000 жители во времето, сега нема ни 300. Сите избега во странство, некои изумреа и остана само старците и ние по некој што се враќаме во странство, тек тук ќе видиш по некој човек. Спомна дека многумина се отидени во странство, во кои држави се? Најпреќе во Америка и Австралија. А има и Канада, има и Шведска, има и Германија, али најповеќе во Америка и Канада и Австралија. Колку отприлike вака да речеме семејстви на заминато? Може има преку 200-250 семејства. Ти си еден од многуте печалбари кои... Да, па јас бев скоро 43 години во Австралија. Каде беше, во кој град? Во Мелбурн, Австралија. И сега си дојдов вака. Ја реновирам куќава, сакам тука да живеам, па сега
Ќе видим како ќе одговара времето и таквото и ситуацијата, дали ќе ми се бендица, дали ќе ми се... Што те наведе да речи вака да се вратиш? Нели таму беше побучут или овде? Да, животот е таму подобар, може да речем послободен. Има поиќе пара, поиќе разоноди, али моментално ме вучи дека јас сум тука роден и ово е моје место и го сакам. Неговото постоење е забележено во повеќе извори од различни периоди. Најрано е споменато во втората грамота на царот Душан од 1337 година, кога тој ја подарил Српската црква Свети Никола како метох на манастирот Трескавец. Љубоње се споменува и во записот на Севничкиот манастир, кој датира од 1607 година како поголема македонска населба. Селото Љубоњо се споменува и во отоманскиот пописен дефтер од 1568-69 година, кое е припаѓало на Казата Горица, каде во селото живееле 45 домаќинства, рисјанско население. Оваа селска населба се споменува и во мноштвото записи кои датираат од 20 век кај Васил Канчов, Георги Трајчев, Ѓорđe Киселиновиќ, Јован Хаџевасилиевиќ, Велможеј Пјанка, доктор Јован Трифуновски и многу други. Во 1900 година селото броело околу 600 жители, од кои 550 православни македонци и 50 на жители мухамеданци. Во 1902 година селото броело 108 куќи со 800 жители. Се до 1912 година селото е во состав на чифликот на Хусеин бег. Во 1912 година селото имало 113 куќи, од кои 110 рисјански и 3 мухамедански, 839 жители, од кои 821 македонец и 18 жители со мухамеданска религија. Во 1925 година селото броело 148 куќи и околу 700 жители, а во 1949 година Љубоњо броело 1200 жители, а во 1994 година во Љубоњо живееле 94 домаќинства со 223 жители, а заклучно со пописот од 2002 година во Љубоњо живеат 166 жители. Во Мелбурн има 30.000 македонци. Само во Мелбурн. Па тоа е, вистина, да не збораме за Сиднеј, Перт, Адела и таму другите големи градови. 30.000 македонци дојдат тука во Македонија, сите да донесат само по $100, тие се 30.000 долари, а сите имаат таму милиони. И тоа е една голема добра сума за нашата земја. Семејните родови во Љубоњо главно се доселенички. Семејниот род на Алабаковци во Љубоњо е доселен од селото Котори Леринско. Семејните родови на Бубутиновци, Баковци, Голомадевци, Врчковци, Грежовци, Дурловци, Колчаковци и германците се доселени од селото Герман, додека пак семејните родови на Видиновци и Василевци во Љубоњо се доселиле од селото Роби, а пак семејната лоза на Граматиковци води потекло од селото Рудари. Од селото Долно Дупени водат потекло семејните родови на Грковци,
Дупенци и Трајковци. Семените родови на Димовци, Долевци, Думбовци, Дораковци, Денковните, Рајчовци, Србиновци, Стасовци и Трифуновци во Љубоњо се доселиле од селото Крани. Од Ѓирокастро од Албанија во Љубоњо се доселени семените родови на Јовковци, Јаневци, Јанковци, Кичовци, Казиовци и Кондовци, додека пак Тумалевци водат потекло од Албанија од селото Премти, а и семените родови на Танчевци, Потевци, Чулаковци, Шерденковци и Шалковци исто така водат потекло од Албанија од селото Ракаицко. Семените родови на Карабашовци, Најдовци, Паспаловци, Колевци и Николовци во Љубоњо се доселени од охридското село Скребатино. Од Брајчино во Љубоњо се доселиле семените родови на Петковци, Поповци, Ѓајковци, Пашариковци. Семените родови на Кунковци, Крстиновци, Лембовци, Лумбаровци, Ластагаровци, Мартиновци, Мелевци, Марковци, Масладжировци, Мешковци, Милевци, Маниволиовци и Нановци водат потекло од селото Наколец. Семените родови на Нивичаните и Панчевци водат потекло од селото Нивици. А семениот род на Петревци во Љубоњо е доселен од селото Езерани, а семениот род на Трајковци води потекло од селото Бач. За Долнопреспанскиот крај, селото Љубоњо одавна било административен, просветен, сообраќаен и воен центар. Жандармериската станица била основана во 1922 година, додека пак општинската зграда била изградена во 1926 година. Во 1932 година за потребите на граничните единици биле изградени неколку фортификациони објекти и караули. Во 1936 година отворена е пошта, а во 1937 година царинарската испостава. Во 1951 година селото е електрифицирано. Во 1952 година е изграден домот на културата, каде што е сместена амбулантата, а во 1961 година селото добива и асфалтиран пат, додека пак во 1975 година е изграден водоводот, а во 1976 година селото добива телефонска линија. Во ова село имало учени луѓе и пред Првата светска војна, и тоа 6 мина со средно и 7 мина со високо образование. Со прва училишна зграда селото се здобило во 1906 година, а со нова во 1971 година. По ослободувањето со висше и високо образование се стекнале 60 жители и 8 со докторати, меѓу кои Васил Граматиковски, Лазо Србиновски, Никола Јанкуловски, Спасе Јовковски, Цвета Карапашовска, Бети Србиновска, Бисера Јовковска, Методија Фотев, Наум Манилов Преспански, Благојан Ничев, Славе Николовски Катин, Стојан Лембо, Васил Јанкуловски, Коста Дораковски, Бошко Рајчовски, Јосип Грезаловски, Пендето и многу други. Во атарот на Љубоњо постојат археолошките локалитети Граишта, Кула, Кучишта, Присој и Рудина. Во атарот на селото се наоѓаат 8 верски објекти, и тоа црквата Свети Јован, изградена во 1861 година,
а изгорена во 1903 година, реобновена во 1921 година. Црквата Свети Илија, изградена во првата половина на 19. век, црквата Свети Никола, изградена во првата половина на 15. век, црквата Свети Танас, изградена во 14. век, црквите Света Марена, Свети Димитрија и Света Богородица, за кои не се знае точната дата на нивните градби, и манастирот Свети Петар и Павле. До 1912 година Љубоњо било по турска власт. Љубанци никогаш не се помириле со турското робство. Масовно и активно учествувале во подготовките и текот на Илинденското востание. Во 1902 година во селото било создадено раководно востаничко тело и 3 востанички чети. Од ова село потекнува Георги Трајков, учесник во Кресненското востание, во четата на Стефан Николов, кој бил по потекло од галешкото село Бешвица. На 5. март 1903 година во селото е водена тешка борба со турската војска. Во почетокот на востанието, 3 љубански чети учествувале во нападот на нахидскиот центар на Колец. Како одмазда, од страна на аскерот биле заклани 20 маши, селото било ограбено и биле изгорени 105 куќи. По завршувањето на Првата светска војна, Љубоњо повторно потпаѓа под српска власт. Од 1941 до 1944 година Љубоњо потпаѓа под окупација на фашистичка Италија. Во селото имало исторен пункт на подпрофектурата Царев двор, каде што биле стационирани поголеми воени италијански и балистички сили. На 8 септември 1943 година, Кајсерската црква во борбите против германско-балистичките воени единици, при нивното разоружување загинале Кичо Чулаковски од Љубоњо, Ристо Ѓоршевски од селото Канино и Фари Ибраиме од селото Нижеполе. Овој историски настан е запишан на спомен плочата на Народно-ослободителната борба, која се наоѓа на оградата до влезот во дворот на Српската црква и гробиштата на селото. За разлика од повеќето преспански села, во права смисла на зборот, Љубоњо од памтивека има урбан карактер, чии куќи се градени наблиску, некои меѓусебно поврзани и правилно распоредени од двете страни на селските патчиња и сокачиња. Основен белег на селото му даваат куќите градени меѓу двете светски војни со печалбарски пари. Нив посебно ги краси фино делканиот камен, разнобојните фасади и вкусно гелендираните балкони. Двориштата во кои се наоѓаат останатите припратни објекти, како што се селските тремови, шталите, плевните, магацините, гаражите, фурните, бунарите, гумната, главно се оградени со високи јавлии и широки порти. Селото Љубоњо носи особености на мала приградска населба. До годините на Втората светска војна, по својата убавина и големина се истакнувале куќите на Кондовци, Маниловци, Паспаловци, Василевци, Марковци, Шерденковци, Ковковци, Грежеловци, Кичовци, Ѓајковци, Калајџиовци, Туџаровци, Лубаровци, Тумлевци и многу други. Почитувани мои, предлагам во продолжение на оваа репортажа да ви пренесам дел од долгогодишната манифестација Преспански вечери на поезијата, која се одржа во приклучерината на Илинден на 1. август и ова 2021 господово лето во Љубоњо, во чест на обележувањето на 118 годишнината од македонската илинденска епопеја. Гледајте
и уживајте. Одборот за прослава на 48-те љубански и линденски сјадинички средби, да ви речам добар ден и добре дојдовте. Се надеваме 50 годишницата ќе одбележиме во реновирано училиште. Ова беше прво училиште во Преспа, второ училиште во Македонија, ќе биде музеј. Блаже Коневски, денес ќе зборуваме за него, рече: јазикот е нашата татковина. Тој е мал, сакаат да ни го украдат. Овдека, под ова илиндерско поднебе, треба сите да се свестиме што не чека и каде оди државата. Ви посакувам пријатен престој наредните 2 дена и честит Илинден. За Бошко Рајчевски може многу да се пишува. Јас да бидам скромен, многу оставив Бошково едно дело што се вика монографија за Бошко Рајчевски Пилистерски, во кое го давам неговиот животен пат, дело и живот. Бошко Рајчевски е еден мој соселанец, љубанец, кој судбината го натера или го оттера да биде во странство, да биде во Детройт, да биде во Флорида, да се бори 50 години не само за него, него да се бори за Љубојно, за Македонија, за Преспа. Бошко Рајчевски е новинар, публицист, автор, поет, човек кој меѓу македонците во диаспората или македонците во иселеништвото, да кажам, постојано бил меѓу првите. Бошко како новинар, како поет, како организатор, како човек кој имал љубов и кон луѓето, и кон црквата, и кон се она што на него му представувало задоволство да биде и во Македонија, да биде и во Соединетите Американски држави. Тој како новинар, веднаш да ви кажам дека е 50 години новинар на радио програма, тој беше новинар повеќе години на телевизиска програма во Соединетите Американски држави. Бошко е човекот кој ги продолжи делата на љубанските средби, но Бошко даде една друга нота на средбите, имено тој ги направи средбите да бидат и културни дејанија, културни средби, да бидат место каде што доаѓаат личности од цела Македонија и од иселеништвото, се разбира, од различни области. Бошко Рајчевски е исто така автор на повеќе дела. Бошко остана задолженик за се она што се случува во Македонија, за се она што се случува во Соединетите Американски држави, особено во македонските заедници. Бошко е човекот кој пренесе многу работи од Македонија, нашите иселеници да се запознаат на повеќе аспекти, особено преку црковните општини, преку здруженијата, асоциациите и така натаму. Но сакам да кажам на крајот дека Бошко е легенда за Љубојно, легенда за иселеништвото и му благодариме на се она што има тој направено и за средбите, и за Љубојно, и за македонските иселеници на Господа. Посебно сум почестен што денеска сум тука меѓу вас во предвечерието на големиот национален празник Илинден на 48-те љубански и линденски иселенички средби. Сега дозволете да се задржам на она за што сум поканет да говорам, а тоа е монографијата за семејството Видиновски.
Во издание на книгоиздателството Македонска искра в Скопје, минатата година излезе од печат луксузното монографско дело Семејството Видиновски на публицистот Славе Николовски Катин. Во него на цели 440 страници на македонски и на англиски јазик се дадени текстови кои се значаен прилог и придонес кон осветлувањето на голем број аспекти од историската и творечката вистина за иселениците Борче, односно Борис и Рада Видиновски од Торонто, Канада. Во исто време делото представува интересна страница од мозаикот на македонскиот иселенички летопис во Торонто, Канада, но и во пошироките простори на северноамериканскиот континент. Авторот Катин уште во воведот ги опишува како чувари на македонската вистина. Во монографијата пишува дека Рада и Борче Видиновски се почитувани и горди македонци. Тие се познати доблесни имиња, активисти и поети, кои со својот ангажман, со нивната активност во македонската заедница на Торонто, оставаат достоинствени пораки за времењата идни, но и за генерациите следни. Тие пленат со нивното родолюбие и со силната посветеност за афирмација на македонското име, јазик, идентитет, култура и традиции во мултикултурна Канада. Семејството Видиновски од селото Крстуар ја напуштило својата родна земја од економски причини, а спомените, мислата, љубовта, тагата и патриотскиот дух кон татковината и својот народ не го напуштиле. Семејството Видиновски е дел од многуте печалбари од подпелихтерските села, за кои судбината била сурова и оставила вековни последици и лузни врз животот на иселениците. Монографијата на семејството Видиновски е поделена на неколку дела. Во нив се представени неговите две татковини, родната Македонија и земјата на нивниот животен пристан, Канада. Представени се нивните родни места, за кои се објавени сите релевантни податоци во текот на нивното постоење. Исто така се представени и значајните личности со посебна нагласка на црковно-духовните центри од двете села. Тешко, оро разиграно, недоиграно водам по коритото на Вардар. Аманетите, пораките од книгата Раѓање на Бошко Рајчовски се поврзани со 100 годишнината или се посветени на 100 годишнината од раѓањето на големиот македонски великан Блаже Конески. На човекот кој со своето творештво обележа една голема епоха на македонизмот, творејќи на нашиот убав, мајчин македонски јазик. Блаже Конески беше голем и како научник, лингвист. Беше голем како преведувач на кој му немаше рамен, а исто така и како поет кој ги зафаќа најголемите созвездија во македонското, најголемите врвови во македонското поетско созвездие. Ни остана вечно неговата мисла дека јазикот е нашата татковина. И не случајно, кога во 1968 година еден од најпрестижните универзитети во Соединетите Американски држави, тоа е Универзитетот во Чикаго, му додели титула на почесен доктор, историјата покажа дека иселените, раселени, мигрирани македонци со своето творештво, со својата дејност низ сите меридијани на светот создадоа една голема Македонија, една духовна татковина која нема простор и време. Името не е големо, ама и местото каде што се наоѓаме е портата на светот. Судбината не била таква, да има помалку македонци во сопствената држава, отколку раселени насекаде по светот. Но историјата покажа дека иселените, раселени, мигрирани македонци со своето творештво, со својата дејност низ сите меридијани на светот создадоа една голема Македонија, една духовна татковина која нема простор и време.
големата мигрантска Македонија, заедно со повеќето честни македонци во Македонија, застанаа во одбрана на името, зашто името е идентитетот. Застанаа во одбрана на историјата, зашто историјата е коренот, а без коренот дрвото се суши. И пред се, застанаа во одбрана на јазикот, на нашиот убав мајчин македонски јазик, кој со векови ни бил единствената татковина. Ние може би сме мал народ, но духот ни е голем, Божјата дарба преголема. И се што ќе напишеме за нашите градови и села, за нашите загинати јунаци, за славните и трагични ликови од нашата борба за опстанок и слобода, се камени грамади, кои еден по еден се редат на куќата на безсмртноста, а таа куќа се вика Македонија. Такви сме ние македонците. Посебен сој, кога тагуваме да пееме, зашто ни стихот и песната можеме да си кажеме што ни лежи на душата. Македонецот творел и пеел и тогаш кога му забранувале да говори на својот мајчин јазик, кога немал свој училиште и држава. Затоа не случајно е толку богат нашиот фолклор, нашето народно творештво и не е чудно што толку многу песни испел за Македонија, за таа истата која заграбуваа соседите, а кои не и посветиле ниту еден стих. Зошто? Зошто не е нивна? Зошто не им е во душата? Зошто се сака длабоко исконски само мајката? Така век за век, тука тешкото се игра, вплетено во душата народот наш мачен. Тешкото се играло, се игра и ќе се игра. Тешкото на Коневски, тешкото некогаш, тешкото и сега. Тоа е Македонија. Таа чудесна земја што според поетот поминува низ многу војни премрежја, која е ранета, но која пак ќе застане на нозе, зашто ќе се родат нови синови и керки кои ќе го продолжат синџирот на борбата. Да твориме, да пишуваме на нашиот убав мајчин македонски јазик. Тоа е тој беден што ќе не сочува од ова зло на однародување. Колку се да бришат, да брусат, да менуваат, да уништуваат, во секој наш дом стојат книгите македонски, тие споменици кои во едно друго време ќе зборуваат за нас и за нашето постоење. И гледам како Вардар се влива во Егеј. Ги гледам и ги слушам овчарите, копачите, жетварите. А таму долу, во длабочината на синото море, ги слушам рибарите како силно на глас пеат. Еј, Вардаре! Егеј, кај ти е? Пирин, кај ти е? Еј, Вардаре, Вардаре! Срам да ти е, што се откажа од своите браќа во Егеј, Пирин, Мала Преспа и од нас изселениците. Не, јас не зборувам. Свети Климентовата, Свети Кирил Методиовата, Гоцевата, Чентовата, Бошковата крв течи во моите вени. Клокоти, рика и ме тера да плачам како дете. И ме тера силно на глас да викам: вие сте мојот македонски народ. Вие ми припаѓате мене. Јас друг народ по крв и вера немам. Јас ми припаѓам вас, а вие ми припаѓате мене. И од ова поетска вечер, од овој жагор на децата од училиштето, од ова училиште, каде почнав за прв пат да го учам македонскиот литературен јазик, кофициран од Блаже Коневски, академикот, неслучајно мојата стихозбирка ја наименував и ја посветив на академикот Блаже Коневски по повод 100 години од неговото раѓање.
И од ова место испреќам две пораки. Првата порака која требаше да ја слушнат политичарите си ојдоа, не смееше и да можеше не смееше да го смени името Република Македонија. Бараме тоа наше свето име да ни се врати назад. И втората порака. Поетите домаќини, поетите во диаспората, само преку поетското перо да го градиме, да го браниме и да го чуваме оваа парче земја, зашто се што имаме, тоа е Република Македонија, тоа е етничка Македонија. Устните творештва, устните преданија и сите народни умотворби се големо богатство за македонскиот народ. Традицијата е таа која што не одржувала во живот и преку која ние сме се осознавале. Нашата традиција, нашите обичаи, нашите навики имаат длабока историја, тие се одамна родени. Меѓутоа, реков, не смееме никогаш да дозволиме да се заборават нашите стари и проверени и докажани традиции, адети, бидејќи тие обичаи, таа традиција се огледало на нашето славно историско минато. Народното творештво и колекцијата на мудрости се големо богатство и не било лесно да се зачуваат низ вековите наназад. Нашите луѓе ги негувале сите овие традиции како своите родени деца. Историјата на македонскиот народ е една вековна борба за слобода и самостојност. Ние ќе се чувствуваме како македонци се до тогаш додека се сеќаваме на сите наши вредности, на сите наши обичаи, навики, на благослови и на заветите што ги дадено пред нашите предци. Историјата на македонскиот народ е еден бисер исполнет со херојства и со борбен дух. Во душата на секој македонец живеат бесмртните македонски херои кои што ги дадоа своите животи за слободата на Македонија. Само народ кој што е упорен и кој што е полн со борбен дух и кој што дал толку многу апостоли слободата како што е македонскиот, никогаш не умира. Го оставам селото Љубоњо, ги оставам мештаните во празничното нивно илиндеско расположение до нашето скоро видување.